Денес со екипата се наоѓаме во населбата Гоце Делчев или по Старо Скопско поле. На 23 јануари 2023 година се случи несреќа во која една фамилија од 3 семејства, 3 куќи го изгубија покривот над главата. Денес живеат кој како се snашол и затоа побараа помош од нас. Добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера, срце на дланка. Вишна, мило ми. Вишна, се пријавивте. Многу луѓе ве зборуваа, изминативе десетина дена. Ви се случи несреќа? Да, изгоре цела куќа. Целата куќа ви изгори? Да. Која е вашата куќа? Тука гледам повеќе. Ова тука душа. Како претходно живеевте? Како се случи несреќата? До несреќата како живеевте? До несреќата живеевме супер. Несреќата не знаеме ни самите како се случи. Јас бека малите внуци, само син ми свика дека гори собата, кога влегов, касно беше, више ништо не може да се спаси. Дојдоа 5 пожарни, за 5 минути све ми отиде. Сиот живот ви отиде во тие 5 минути? Да. Целиот живот ми отиде во тие 5 минути. Гради, стварај, да има за деца. Сега нема моментално ништо, само празни цидови. Изгорено све. Ова е мојата соба. Ја што седев. Ова е целосно изгорена. Но од овде започна пожарот? Од овде започна пожарот, а од што како не знам. А зошто е вака со дупки? Па тука ми беше тросет. Дали од троседот, дали од што не знам. И сега ова што ми беше на мене патос, тоа беше кај синот кров. Значи кај него од самите пожарникари што гасеа со вода доле е поплавено. Значи доле е уништено и кај него. Овие две соби се на малиот син, он има 6 деца и кај него све е изгорено, све е уништено. Во моментот кога се случи несреќата, вие бевте сама со 6 деца, со внучињата? Да. Јас гледав внучињата да ги спасам, за себе не гледав. А каде бевте, во вашата соба или кај децата? Кај децата бев. Му давав на малото бебе да јаде. И кога стариот син свика дека нешто гори кај мене, јас кога ја отворив оваа врата, да видам што гори, јас кога од мене пламенот ме пати во главата. Не ни очекувавте? Не ни очекував и јас само тогаш истрчав по децата, зашто пламенот се ширеше многу брзо. Значи, ги земав децата, малото внуче машкото се тркалаше по степеници, се лизна, значи гледав само ни да ги спасам, а дали ќе горам јас или нема да горам, тоа за мене не гледав. Среќа во моментов што сте биле тука. Така. Ако не бев јас тука, значи јас сум палела огин, па сум одела кај Золва, кај Јатрва, кај снаа доле, немало проблем. А што бидна сега не знам. Да не сум била јас во тој момент, 6 дечиња ќе ми отида, внучиња. Каде се во моментов тие? Они се во Сингелич, во куќа. Јас моментално сум кај ќерка ми. Сепак, ако ми е ќерка, не е свој дом, фала и многу и на сваќа, и на ќерка, и на зет. На сите им благодарам многу што ме прибра. Зашто јас сум под ведро небо, немам кај да живеам. Драги мои, знам дека секогаш помагаме онаму каде што најмногу треба. Знам дека секогаш сме тука кога сме најпотребни. Денес сме потребни на уште едно семејство кое што живее навистина многу тешко. Да видиме за што станува збор. Никогаш е доволен само еден миг за да се промени целиот живот, или да заврши или да изгубите се што сте создавале. Како што изгуби 64 годишната Вишна Марковска од населбата Гоце Делчев од Скопје, која не знае дали е среќа или несреќа што таа ноќ на 23 јануари 2023 година влегла во собата кај незините внуци или ќе беше подобро да остане во незините 4 зида кои денес
така црни и уништени се единствените што ја потсетуваат на тој комен ден. Ова не е единствената несреќа во животот на оваа жена. За жал, таа изгубила многу драги луѓе, а пред неколку години столбот на куќата низиниот сопруг. Што уште сака да ми земе Господ, се прашува таа, додавајќи дека ваква несреќа не посакува ниту на најголемиот душман. Во оваа куќа живеат 3 фамилии. На долниот спратен незиниот поголем син, а на горниот во една соба живее таа, а другите 2 соби ги користи незиниот помал син Никола и неговото семејство. Среќа во сета несреќа е што таа ног, додека Никола и снаата биле на работа, а децата со неа сами дома. Постариот син Бране слушнал чуден звук од собата на мајка си и веднаш повикал помош. Во спротивно денес, освен без дом, ова семејство ке броеше жртви. Затоа со право Вишна е баба херој која, не гледајќи како сиот живот и се претвора во пепел, гледала само како живи да ги извлече незините 6 безпомошни внучиња. Денес со екипата се наоѓаме во населбата Гоце Делчев или по Старо Скопско поле. На 23 јануари 2023 година се случи несреќа во која една фамилија од 3 семејства, 3 куќи, го изгубија покривот над главата. Денес живеат кој како се снашол и затоа побараа помош од нас. Добар ден. Добар ден. Јас сум Оливера, срце на дланка. Вишна, мило ми. Вишна, се пријавивте. Многу луѓе ве зборуваа, изминативе десетина дена. Ви се случи несреќа? Да, изгоре цела куќа. Целата куќа ви изгори? Да. Која е вашата куќа? Тука гледам повеќе. Ова тука душа. Како претходно живеевте? Како се случи несреќата? До несреќата како живеевте? До несреќата живеевме супер. Несреќата не знаеме ни самите како се случи. Јас бека малите внуци, само син ми свика дека гори собата, кога влегов, касно беше, више ништо не може да се спаси. Дојдоа 5 пожарни, за 5 минути све ми отиде. Сиот живот ви отиде во тие 5 минути? Да. Целиот живот ми отиде во тие 5 минути. Гради, стварај, да има за деца. Сега нема моментално ништо, само празни цидови. Изгорено све. Ова е мојата соба. Ја што седев. Ова е целосно изгорена. Но од овде започна пожарот? Од овде започна пожарот, а од што како не знам. А зошто е вака со дупки? Па тука ми беше тросет. Дали од троседот, дали од што не знам. И сега ова што ми беше на мене патос, тоа беше кај синот кров. Значи кај него од самите пожарникари што гасеа со вода доле е поплавено. Значи доле е уништено и кај него. Овие 2 соби се на малиот син, он има 6 деца и кај него све е изгорено, све е уништено. Во моментот кога се случи несреќата, вие бевте сама со 6 деца, со внучињата? Да. Јас гледав внучињата да ги спасам, за себе не гледав. А каде бевте, во вашата соба или кај децата? Кај децата бев. Му давав на малото бебе да јаде. И кога стариот син свика дека нешто гори кај мене, јас кога ја отворив оваа врата, да видам што гори, јас кога со мене пламенот ме пати во главата. Не ни очекувавте? Не ни очекував и јас само тогаш истрчав по децата, зашто пламенот се ширеше многу брзо. Значи, ги земав децата, малото внуче машкото се тркалаше по степеници, се лизна, значи гледав само нив да ги спасам, а дали ќе горам јас или нема да горам, тоа за мене не гледав. Среќа во моментов што сте биле тука. Така. Ако не бев јас тука, значи јас сум палела огин, па сум одела кај Золва, кај Јатрва, кај снаа ми доле, немало проблем. А што бидна сега не знам. Да не сум била јас во тој момент, 6 дечиња ќе ми отида, внучиња. Каде се во моментов тие? Они се во Сингелич, во куќа. Јас моментално сум кај ќерка ми. Сепак, ако ми е ќерка, не е свој дом, фала и многу и на сваќа, и на ќерка, и на зет. На сите им благодарам многу што ме прибра. Зашто јас сум под ведро небо, немам кај да живеам. Вишна попотекло е од стругано работата на незиниот татко како полицаец далечната 1968 година. Ја сели во населбата Колонија во Скопје. Тука се запознава со својот сопруг и преселува во населбата Скопско поле, денес позната како Гоце Делчев.
Иако во животот создала се од семејство до куќа, сепак не може да објасни како може за 5 минути се да отиде низ вода и од се да останеш без ништо. Јас сум стружанка од Струга. Како дојдовте во Скопје? Па татко ми беше полиција и дојде тука во КП до Мидризово како командир и ние со него живеевме во колонија. 68 се преселивме, јас 78 се омажив тука. Оваа куќа ја правевте вие или ја купивте? Не, правена е. Ја правевте вие Да. со супругот? Не, свекор ми, свекрва ми живеја тука. Девер имав, ама за жал сите почина. И девер ми почина, и Золва ми почина, и свекор, и свекрва, само старата Золва ми остана. Велите дека во животот многу изгубивте и најмилиот го изгубивте и супругот. Сопругот го изгубив. Друго би било, кога би бил и он до мене. Вампировете сам не се седи. Например, да ми бил жив, друго ќе било подкрепа ќе сум имала од него колку толку. Секој нека си е жив и здрав од децата, секој си имаат фамилија. Јас не викам дека мене ќе ме фрлат. Него не е тоа. Да имаш све, да оставиш на деца све, ама тоа за жал за 5 минути пламените јазици све ми однесо. И од ствари, и од алишта, ма све, кров, патос, зидови, све. Тоа, мислам, беше вторник, 23 што ден се паѓаше. Јас бев во мојата соба. Значи, најнормално ми гореше ќумбето. Јас гледав телевизија, чекав да почне филмот. А синот и снаата беа на работа. Децата беа оставени сами. И почнаа да пишта децава, бебето да плаче. И јас дојдов да видам што е. Бебето му се јадеше, а они се 6 месеци, 3 годинки, нема ни 3 годинки, 5 годинки, значи све се така. Колку деца има вашиот син? 6. 6 деца. Да. Тука живеете сите заедно? На овој спрат, да. И јас си реков на внуката, Јана бабе, викам, ај викам, ти смири го, јас ќе му греам млеко. Јас му греев млеко и кога синот доле, вика по мене, мамо, викам, кажи бе бран, абе мамо, гори нешто, вика кај тебе. И јас кога отвори вратата, пламенот се мудри у мене. Тогаш веројатно ја изгубивте косата. Тогаш косата, да. Ние бевме доле, ја гледав на телефон, тато беше до тоалет и се врати и само нешто крцкаше, баба беше горе кај децата и тато ја викна баба и рече, оди види што нешто крцка. И она кога види рече само леле што е ови, тато рипна преку жица и само кога до полу му се запалила шијата, му се запалила тоа, како се вика, маицата, полу му се запалила и ја соблекол во огинот и ја фрлил и кога излезе надвор, не знам што се случуваше, оддалеку само тато дојде од горе се симне и рече, викајте луѓе, помагајте, не гори куќата. Ја оддалеку кога наму бев, пред тендата само видов нешто чуреше и кога видов огин све гореше. Се исплаши? Малце си испочив. Малше си испочив. Ја мислев дека нешто те пукне телевизорот, мислам дека ти сплодираше, ама не подираше, само пецкаше. Така црткаше тоа, така правеше. Во првиот момент јас направив да ги спасам децата. Значи, децата прво да ги спасам, а за мене дали ќе се спасам, јас тоа не гледав. Прво ми беа децата. Среќа што сте биле вие тука во куќава, да не бевте тука. Децава ќе беа готови. Да. Тоа беше чудна работа. Син ми е стариот влезе, вода зема, божам да гаси.
При него го фати пламенот на блузата, па он трча од таму и се облача блуза, па го загуши димот. Да седеш уште една 2 минути, ќе се загушиш. Значи страшно. Значи никако не можеше ништо да се спаси. Никако. Значи малото внуче се тркалаше по степеници, за да помина другите. Иначе живи ќе горе. Страшна слика, страшна трагедија ова на душман да не му го посакаш. Белкин таа вечер да не влезев тука, да бев таму, може немаше до ова да дојде, ама ете пак ќе си речам, така требало да биде. Така требало да биде, па среќа што сум влегла, значи, среќа синот мој што видел прво на него да му даде Господ здравје и среќа, ако не беше он, моите внуци бе готови. За мене не гледа, ви кажувам. Значи, големата внука Мелани, и викам, бабе, кај е Јани за бебето, он у соба. Влеговме да го земе, ние ќе го заборавевме него. Она го грабна во раце него, и Јана и Мила трча, а Дарио се препна и вака се тркалаше по степениците, ама пак некако го фативме на врата, за да не го фати пламенот. И после кај комшиката таму не прибра вечерта, додека гасија. Не, ја не видов како излекува, само видов овде како плаче. Да. И нема воздух. Пожарна беше, одма син ми викна, луѓе, помагајте, куќата ми гори. Мене ми се чинеше дека долго пожарната, не дека она дошла за 5 минути или како ми кажува, не знам. А мене ми се чинеше кој знае колкав период е. 5 пожарни беа, не може, многу тешко се гасеше. Немаше ефект да се спаси нешто, да се... Само среќа што ги спасив тие внучиња мои. Велите 3 куќи се опожарени. Вашиот патос е дел од покривот на синот? На синот, да. Тоа е све изгорен. Дупка има на таванот, значи од пожарните што гасеа 5 пожарни, целата вода фактички падна доле. Лежа и спална, се фрли, кожни дво се тросет и тие валда ќе се фрлат. Значи доле е хаос, а само што реновираше. Ламинат нов и тој мора да се вади. Значи све е хаос, душо, све е хаос. Јас сум шеќераш, и инсулин ми изгоре, и ленте ми изгореа, и апаратче ми изгори, и лекови ми изгореа. А за гардероба, за спрема, за алиште, за тоа немам, самите гледате. Сега пие флексилиум, за не можем, ја само плачам. Шеќерот се качува, некој ќерка ми на брза помош се јавуваше. Си се качува нагоре, мене ми трне глава. Се уште не ви се верува дека ова ви се случи? Не. Со пожарот оштетени се дури 3 семејства. Најмногу делот на Вишна и помалиот син Никола, кој таа ноќ со сопругата бил на работа. Тие во моментот спијат, дел породнини, дел под кирија, но ке речат фала им наситено како дома не е на ниту едно друго место. Фала им. Значи, многу им фала. И на ќерката, и на зетот што ме прибрале. Ме верувајте. Не е тоа дома си е дома, душо. Значи, сакам дома да се дојдам. По своја соба да се влезам. Не да одам по куќите. Не да чекам некој да ми подари блуза или панталони да се облечам. Значи, сум имала гардероба 50 души денеска да ги облечам. Обувки. Тоа да ги продавам на тезга. Ништо сега нема за жал. Ако е ќерка, значи фала. Ама друго е кога си во своја куќа. Верувајте, навечер да замижам, мене ми се пламените јазици пред очи. И 5 пожарни. На кров среќа, кај несреќа па и среќа, што не се фати и другиот кров,
Изгоре, ама не го немам ни видено колку е. Комшиеве стреќа како што идеа пламените. Таа куќа стреќа што не се зафати. Еве го во внуче на стариот син. Синот ја плачело и му викала на татко му: тато, ние више сме сиромаси. Немаме куќа, немаме ништо. Најмногу сакам да биде сите здрави, најважно е дека сите се здрави и сите се добри. Донира алишта, донира храна, од Црвен крст донира душеци, кебиња. Доваѓале, донирале, сега фала им, кој колку имал. Абе јас душо мислам позитивно дека ќе се среди, све ќе биде како што било, ама кога ќе биде, не знам. Би сакала што побрзо да биде, за да можам да си дојдам во мојата куќа, во мојот двор, да не сум по други куќи. Да гледаме на секоја несреќа со добро, затоа што сепак децата се спасени, сте ги спасиле, вие сте баба херој. Баш баба херој. Ама сега баба више не е херој. Не можам никако душо да се смирам. Би била благодарна. Значи, секоја донација е добродојдена. Најсреќна би била да се вратам во мојата соба, во моите 4 ѕида. Друго е чувството кога си дома. Сакам да биде све добро, да нема, да го има сетов кров, да нема пола кров, да нема, мислам да го има пола кровот, малце искршен и стаклото да биде поново вратено и све да биде како што треба. Често се прашувам колку ли ни треба за да се обединиме како луѓе. Зашто има толку многу луѓе на кои не сме им рекле дека ги сакаме и би чувствувале голем губиток за да ги изгубиме. Никој не ни го гарантира следното утро. Светот и понатаму ќе постои, но не и ние. Па ако понешто треба да не запомнат, тогаш нека не запомнат како добри луѓе. И можеби епицентарот на земјотресот може да промени многу работи на земјата, но епицентарот на добрината може да промени буквално се. Видовме како живеат двете семејства кои денес го ставија срцето на дланка. Јас мислам дека не доаѓа успехот кога ние ќе посакаме, туку во секој план треба да го ставиме нашето срце и душа и да имаме цврст план за тоа како треба да го исполниме истиот. Јас знам дека денес сме веќе сложни и обединети и дека ќе им помогнеме на двете семејства кои го ставија срцето на дланка. Од овој момент можете да донирате и да помагате да го смениме нивниот живот на подобро, затоа што нашето малку некому може да значи се. Секогаш тврдам дека многу е важно животот какви карти ќе ви подели. За жал, на некои им дели добри, а не знаат да ги искористат, а на некои од старт им дели лоши и живеат лошо и во текот на целиот живот. Токму таква приказна денес ќе ви раскажеме од Кавадарци, каде што ќе ги интервјуираме Тасе Петков и неговата мајка Љубица Петкова. Добар ви ден. Не повикавте, ние сме од Срце на дланка. Моите му е Оливера. Мила мија. Не повикавте, веројатно имате проблем. Да. Каков е вашиот проблем? Да, со работа бев вработен, осигурен бев дека мајка ми земаше социјална помош. Не дојде до неразбирање, кина нејзин социјална помош, останав само со јас што бев вработен. Таа додека работев во ред беше се, имаше и плата и се. И сега останав и јас без работа. Сега сте без никаков приход. Да, нема никаков приход и а дали сега ова ваш дом? Не, ова е Почирија, живеам сега за сега. Колку што можност, ако и да можам да останам и да има и пари, така да што можам. Зошто да живеете под кирија? Живеев фамилиарно со мојата мајка и нејзината сестра. Фамилиарно дека сега не сме со ние, фамилиарно имаме проблем и така да затоа се преселив. Останавте буквално на улица. Да. Тешко е да се живее под кирија, а згора на тоа и невработен. Тешко. Како ви поминува еден ден? Како го поминувате месецот тез? Го поминуваме со зорот. Се наоѓаме нешто од нешто.
се купува поевтино за храна, за да може да дојдат да се плаќаат сметки чирија. А како се снаоѓате и тоа е ефтино да го купите? Каде работиш? Што работиш? По кафетери, во куќи, некој двор, нешто да се среде, да се чисте. Тоа е. Друга работа немам сега за сега. Во фирма работев градежно. Таму прекратив дека не плаќа редовно. Не плаќа. Да, и затоа. Ова е субата. Ова е мајката. Добар ден. Да. Јас сум Оливера. Колку време сте тука таз? Овде сме 2 месеца сега да се. Тешко е да се живее под кирија. Тешко е. Тешко е веројатно и да го поминете месецот кога немате приход, но Многу е тешко. Ако во неделата може има 4 дена, 5 работа, околу месецот излева многу послабо работа. посебно За е. цел месец да земеш пари, тешко се наоѓа. Предпоставам дека најтешко е во овие студени месеци. Најтешко е за зимото е многу повеќе. Некое дрвце, предпоставам имате проблеми со дрвата. Да, еден кубик го купив, еве, нема 2 месеца, уште малку имаме, тогаш морам да се греем со струја. Додека купам пак се снабдам со Струјата и пари. таа треба да се плати. Па и таа треба да се плати, да.